Милушев. Овој момент на преварот започна. Петров, Митрев, Ташев, Мојсов, Лазаревски, Петковски, Блажевски и Балдовалиев. За Работнички, Манчевски, Мрдаровски, Дино Најдовски и Милован Петрович после повеќе од една година се враќаат во тимот, заврши голготата за овие двајца одлични фудбалери кои ни малку виновни во контраверза со на првата акција на домашните завршува со гол. Искусниот Балдовалиев го постигнува вториот првенствен погодок во годинашниот шампионат. Хоризонт Турново води со 1:0 против Работнички кои во изминатите неколку сезони, во годините во времето додека е Хоризонт прволигаш, македонски прволигаш, обично постигнува добри резултати на овој стадион. Минатата година го доживеа првиот пораз. Балдовалиев одново во акција, имаше уште една шанса и останува резултатот 1:0. Да продолжам во составот на Работнички се уште Тодоровски, Крстевелковски, Исени, Плазибат, Ангелов, Свидовски и Димитровски. Прв удар од голот за Работнички. Мечот го суди судиската тројка на чело со Ецковски од Охрид и помагаат Негриевски и Мрдановски од друга. Тодоровски напрлена топка, шанса за Работнички и останува 1:0 за Хоризонт. Одлична шанса имаше Владимир Димитровски. Ќе го погледнеме ова уште една, Тодоровски на подалечната статива, највисок беше во скокот Владимир Димитровски. Останува 1:0 за Хоризонт. Димовски на голот на Хоризонт. Спировски. Оден удар. Времето е извонредно, топло е, убави услови за игра на трибините, околу 100 гледачи, главно од младокот на Хоризонт. Дечиња кои што младинци кои што ја сочинуваат фудбалската школа на Турново, на која што овој клуб полага. На повреда се жали меѓу Филип Петковски. Ова е надпревар на во моментов вето пласираниот Хоризонт, кој што е за Вардар, 16 годови, и Шкендија со 14, но со подобра гол разлика, исто надпревар повеќе. Вчерашните 3:0 во локалното дерби, неговото дерби против Ренола. Играта продолжи. Топка упатена кон Милушев, веднаш вратена. Продолжува Крстевелковски и сега слободен удар. Почитуваше предност судијата Ецковски, но вториот старт беше оневозможен капитанот на Работнички. Слободен удар за скопските фудбалери.
Пред топката се крсе Велковски и Спировски. Велковски најдобриот стрелец во екипата на Работнички, 6 постигнати гола во досегашниот тек од првенството. Додавање, комбинација, шанса за Работнички и одново останува 1:0 за Хоризонт. Уиграна варијанта на фудбалерите на Работнички и со многу среќа топката доаѓа до голманот Димовски. Се извлекува фудбалерите на Хоризонт пред ова закана, извонредна комбинација. Многу близко беше Работнички одново до израмнување. Сега фаулира Велковски. Слободен удар на истото место, каде што пред малку беше фаулиран Петковски, но прекин за домашните. Почеток на 7-та минута од преварот. Хоризонт води со 1:0, стрелец во првата минута во 50-та секунда Балдовалија. Мојсов. Вареловски. Аут за Хоризонт. Блажевски. Ангелов. Кој има слободен Брдаровски, сепак ќе се реши во средината да проигра. Нова можност и парада на Димовски. Од се во ова голаут. Имало и недозволена ситуација, офсайд, рекламираше помошникот на Ецковски, тоа е Кирил Медвиевски. Топка за голманот Димовски. По оној шокантен гол, уште во првата минута, фудбалерите на Работнички во 3 наврата опасно се закануваат. Петковски се обиде да го проигра Балдовалиев. Слободен удар за Работнички. Одиграше Балдовалиев. Големо засилување за екипата на Хоризонта со број 9 гледате Филип Петковски. Во годинашнава сезона 2 постигнати гола, инаку во еден период играше и во екипата на Работнички. Диагонала упатена кон Брдаровски. Побрз е Милушев, добро поставен, аут за Работнички. Топка за фудбалерите на Хоризонт. Поминатото првенство, фудбалерите на Хоризонт прв пат триумфира пред екипата на Работнички со 1:0. Фаулиран Блажевски. Дејан Блажевски, 26 годишен, сепак тоа е контрафаул. Брдаровски. Одлично поставен Петковски, сепак назад. Аут за Работнички. Преку во годинашниот шампионат, фудбалерите на Хоризонт одлично стартува, но некако велат Турновчани дека по традиција Хоризонт добро го игра првиот дел од шампионатот. Нова можност за фудбалерите на Работнички, сепак наше постава Димовски да дојде до топката. Стојан Димовски, најискусен во екипата на Хоризонт, 30 годишен. Во 2008-та дојде во екипата на Хоризонт, од екипата на Мажари Солидарност и стандарден е на голот на Хоризонт.
Аут за Милушев. Митрев. Мирна игра на фудбалерите на Хоризонт. Изминаа 10 минути, водат со 1:0. Топка одземена од Спировски. И Сени. Дуел со Дејан Митрев, аут за Работнички. Генци Сени се прослави на надпреварот против Силекс во оние 5:3 во Кратово, кога постигна дури 4 гола. Удар на Спировски, тоа ќе биде нов корнер. Втор удар од аголот за екипата на Работнички. Спировски. Шанса и изфрлена е топката од Митрев пред голманот Димовски. Слободен удар. Роберт Лазаревски е на тревата. За момент го видовте опасниот Генци Сени. Балдовалиев. Милушев. Натано Милушев. Топка за Блажевски. Не се реши од прва да центрира. Сега со десна и добра интервенција на Манчевски. И Манчевски е 30 годишен, врстник со колегата од спротивната страна Димовски. Велковски. Спировски. И Сени беше лево, не успеа Спировски да го проигра. Вареловски. Митрев. За Работнички. Постојани обиди на фудбалерите на Работнички, имаат посет на топката, ја имаат блага иницијатива, фудбалерите на Хоризонт по брзо постигнатиот гол играат поповлечено, по обиди од контра и полуконтра да го загрозат голот. Ево сега Петковски во шанса, да видиме што ќе направи, се реши да бие непрецизно. Во два потега фудбалерите на Хоризонт го освоија просторот на половината на Работнички. Петковски со шанса да зголеми на 2:0. 14-та минута, одлична шанса за Хоризонт. Ангелов. Брдаров. Ангелов. Зоровски. Петров. Милушев. Балдовалиев. И Петрович мораше вака да реагира, да ја врати топката до голманот Манчевски. Аут за Работнички. 15-та минута, Хоризонт Работнички, 1:0. Средец Балдовалиев во првата минута. Треба да проверам, но веројатно е тоа најбрзиот гол во годинашниот шампионат. Во 50-та секунда беше затресен на мрежата на Работнички.
Спировски. Велковски. Не стигна топката до Исени. Ангелов. Најдовски. Тодоровски. Брдаровски. Принти на Милушев. Аут за Хоризонт. Времето е топло, помалку испарно, може би е тоа причина што фудбалерите ќе имаат проблем со ова топло време. Невообичаено топло за овој дел од годината, кога веќе влеговме во есента. Убаво се загради Петковски, но не ја задржа топката. Велковски и обструкција. Слободен удар за Работнички. Еве го првиот жолт картон. Слободен удар за фудбалерите на Работнички, а во меѓувреме добивам информација дека има гол во Боговиње на преварот меѓу Дрита и Силекс. Значи, втор гол во осмото коло во домашното првенство, во Боговиње, во дербито на дното. Дрита води против екипата на Силекс со 1:0. Го видовте голот на Неби Мустафи, ветеранот во екипата на Дрита во 11-та минута од пенал. Се враќаме на стадионот Кукуш во Турново. 1:0 за фудбалерите на Хоризонт. Миро, полека! Сега! Балдовалиев, Милушев, Лажевски. Сега акција на фудбалерите на Хоризонт. И тоа е пресилно за Петковски. Аут за Работнички. Фудбалерите на Работнички со релативно подмладен состав се на 8-то место на табелата со 10 бодови. Со променлив успех во надпреварите од надпревар до надпревар, но сигурно сега со враќањето во игра на Дино Најдовски и на Милован Петрович, Работнички со многу посилен ќе игра позначена улога во годинашниот шампионат. Игра со рака на Мојсов. Топка за Работнички. Најдовски. Петрович. Слободен удар за Работнички. Во тек е 20-та минута. Хоризонт Работнички 1:0.
Мирно се игра во Хоризонт. Еве сега обид да се проигра Крсте Велковски, но затоа одново се тресе мрежата на надпреварот на една од екипите на Дрита и Силекс во Боговиње. Ефикасно во Боговиње во дербито на дното, Силекс успева да изедначи против домакинот Дрита на 1:1 за 2-3 минути, 2 гола. Изедначен е резултатот, значи, на стадионот во Боговиње. Ова е акцијата по која што Насевски го постигнува изедначувањето во Боговиње, значи Дрита Силекс 1:1. И натаму судовите на Работнички имаат повеќе имаат топката во свој посед, но Хоризонт води со 1:0. Засилена одбраната на Хоризонт. 3 шанси имаше Работнички по примениот гол, но домакинот и натаму со водство кое што засега одлично го чува. Крсте Велковски. Лазибат ја загуби топката, сега Спировски, продолжува акцијата на Работнички, Ангелов. Одново Ангелов. Лош прием. Фаулираше Ангелов. Слободен удар за Хоризонт. Беше во дуел со Дејан Блажевски. Од оваа година е во екипата на Хоризонт. До сега има комплетна минутажа на сите 7 надпревари, во целост беше во составот на Хоризонт. Скок на Петковски. Нов дуел Спировски. Се обиде атрактивно Крсте Велковски. Мојсов. Ташев. Петров. Митрев. Убава длабочинска топка. Фаулираше Владимир Димитровски. Тој е син на поранешниот познат фудбалер на Вардар, Владко Димитровски. Во тандем со Дино Најдовски, син пак на славниот Илија Најдовски. Средина од полувремето. Хоризонт води со 1:0. Петковски. Мојсов. Натаму мирна игра на Хоризонт. Милушев. Мојсов. Брзди играе, бе. Брзди играе на друга страна, бе. Ташев. Блажевски не успеа да ја додаде топката до Балдовалиев. Тука е корпулентниот Дино Најдовски. Еден од најперспективните македонски млади фудбалери. Спировски. Бардаровски. Ангелов. Бардаровски. Тодоровски. Двојно проигрување со
Лазибат. Најдовски. Топка упатена кон Крсте Велковски. Немаше потреба од некаква посериозна интервенција. Превисоко беше оваа топка. Добро е поставена одбраната на Хоризонт. И Сени бара топка. Милушев. Влажевски. Лазаревски. Го добива овој дуел, но погрешно додавање. Спировски. Ангелов, Дино Најдовски, Брдаровски. Старт на Мојсов над Брдаровски и тоа ќе биде жолт картон. Вториот жолт картон во екипата на Хоризонт Турново. Ова е исклучително коректна и фер игра, помалку одстапува овој старт, остар старт на Мојсов. Слободен удар за Работнички. Во 2008 година фудбалерите на Хоризонт се изборија за прволигашки статус. Го направија тој за ова мало место историски исчекор, кога влегоа во првата македонска лига. За во годинашнава сезона по првите 7 кола да го делат второто и третото место со Шкендија. Доколку денеска успеат да победат или изборот нерешен, но остануваат на втората позиција. Ангелов. Брдаровски. Спировски. Се посилен е притисокот, но без вистинска шанса. Спировски. Одлична топка за Ангелов. Удар на Исени и нова добра интервенција на Димовски. Со внатрешно ефе Исени реагираше фудбалски брзо. Сега има две топки на теренот. Димитровски, Петрович, Велковски, Спировски. Има слободниот Брдаровски, кој многу се труди во прво полувреме, често истрчува напред и непрецизен центар шут. Стојан Димовски, веќе петта сезона во екипата на Хоризонт Турново. Брдаровски. Димитровски. Добра проценка на фудбалите на Хоризонт. Мојсов.
Одново Мојсов пред Ангелов. Спировски. Главен плеймейкер, главен инспиратор на играта на Работнички. Одлично додавање Крсте Велковски и спасува Димовски. Четврта шанса за фудбалерите на Работнички. Извонредно брани Стојан Димовски во овој половина час игра во Турново. Половина час во кој од 50-та секунда Хоризонт со голот на Балдовалиев води со 1:0. Трет корнер за Работнички. Не успева Плазибат, имаше добра можност и тоа е голаут. Стипе Плазибат, 23 годишен играч кој што дојде од Шибеник, од Хрватска, дебитираше против Вардар во првото коло од шампионатот на Македонија. И Сени. Одличен потек. На поблиската статива. Таму е Велковски. Не ја прими најдобро оваа топка и лесно Милушев за момент се справи. Нова шанса за фудбалите на Работнички. И одново е одстранета опасноста. Продолжува притисокот на скопскиот тим. Спировски. Лазибат. Слободен удар. Фаулира одново Мојсов. Мора да биде внимателен. Има жолт картон. Стипе Плазибат со еден постигнат гол до сега. Спировски. Повратна топка за Велковски. Петрович реши, но не успеваат и фудбалерите на Хоризонт да организираат контра. Ангелов. Тодоровски. Неуспешен дриблинг. Добра проценка на Мојсов, изгачки старт на Брдаровски. Чисто одземена топка. Брдаровски и Милушев. Аут за Работнички. Тодоровски. Има простор за удар, не се реши и Сени над голот. Односно тоа беше Велковски простете. Постојани напори на фудбалерите на Работнички. Го гледаме овој волеј на Велковски, беше непрецизен. Скок на Петковски, Најдовски, Спировски. Грешка на Милушев. Ангелов. Добро поставен Петров. Нова можност, одново реагира Петров и Сени и го погоди само својот соиграч, Крсте Велковски, кој беше во недозволена офсайд позиција. Десет минути до крајот на полувреме. Нов прекин. Тоа ќе биде слободен удар за Работнички, а добивам информација дека има гол во Тетово на надпреварот меѓу Тетекс и Металург.
Така е, четврти гол на 4 надпревари од 8-то коло во нашата фудбалска прволигашка конкуренција. Отворен резултатот на градскиот стадион во Тетово. Фаворитот Металург води против последно пласираниот Тетек со 1:0 со голот на екс-репрезентативецот на Македонија Горан Мазнов, 28 минута. Тетекс Металург 0:1. Му беше укажана лекарска помош на Спировски. Играта продолжи. Велковски. Слободен удар за Работнички. Остро упатена топка кон Ангелов, но доминира Томица Петров во 16-никот на Хоризонт. Тодоровски. Плазибат. Ира Мојсов. Ѓорги Мојсов, 27 годишен, зад себе многу богата кариера, со многу љубови и средини во кои што играл. Балдовалиев. Блажевски. И натаму беше Блажевски. Мојсов. Непрецизно додавање, одлична проценка на Манчевски. Ја прозре намерата на Мојсов. Онаму каде што нема никој од напаѓачите на Работнички на десната страна и Сени, на левата Велковски. Правовремена интервенција на Брдаровски. Аут за Хоризонт. Блажевски. Углово решение, и таму Блажевски и таму беше Димитровски. Нерезонски. Но добро, обидот беше оддалеку да се изненади голманот Димовски. За момент го гледаме Милован Петрович. После една година Петрович и Најдовски во еден првенствен надпревар. Пред 3 дена дојде одлуката на УЕФА да бидат ослободени од онаа суспензија поради користење на стимулативни средства, една афера која што го потресе Работнички поминатата година, а најмалку виновните за целата таа работа беа на тапет повеќе од една година. Лазаревски изнудува аут за Хоризонт. Потеке 40-тата минута од напреварот. Падна темпото на играта, но мора да се сватат фудбалерите, играат навистина во услови на висока температура. Немилосрдно пече сонцето. На повреда се жали Филип Петровски. Кавадарчанец
годинашната сезона 3 пати во адресот на Хоризонт ги тресеше противничките мрежи. Максимално коректно, спортско однесување на играчите и на едната и на другата екипа. Аут за Хоризонт. Велковски. Не стигна топката до Ангелов. Лазаревски. Дуел со Велковски. Петрович. Војно проигрување. Петрович, но пред него топката во корнер ја изфрлува Вареловски. Четврти удар од аголот за Работнички. Спировски е тој кој во вакви ситуации ја уфрлува топката во игра. 6 мина фудбалери на Работнички, таму на работ на петерецот. Блажевски. Добро поставен Петрович. И Сени. Недоразбирање со Велковски. Петрович и Блажевски. Аут за Работнички. Лазибат. Ангелов. Од огромна далечина, обид да се загрози Манчевски. Тоа беше Александар Вареловски. Милушев. Најдовски во аут. Аут за Хоризонт, за Балдовалиев. Многу работи Балдовалиев, своето го направи, кога беше најпотребно, не влезе потоа во шанса за постигнување гол. Но неговото присуство, кој што вели тренерот Липчо Димитковски, е од големо значење за Хоризонт, кој што доби изворедно квалитетен фудбалер во своите редови, кој што е пример за професионалност во екипата. 1-1 Тодоровски, но Дејан Митрев правовремено е изфрла топката во аут. Влегуваме во 45-та минута, последна минута од првото полувреме. Грешка на Пласибат. Најдовски. Балдовалиев во аут. Продолжува нападот на Работнички, аут за Работнички, за Владица Брдаровски. Димитровски. Една минута, судиско продолжение. Во неколку ситуации, прекини на надпреворот поради повреда.
Во случајов на повреда се жали Виктор Ангелов, 18 годишниот играч на Работнички.